Почитувани, ова што се случува во собранието наликува на пародија. Собранието ќе оценувало дали претениците од опозицијата, кои се во оставка, се оправдано или неоправдано одсутни. Станува збор за трагикомичен обид на собранискиот спикер да го замаскира кршењето на Уставот, кој тој самиот го стори во период повеќе од 6 месеци, кога оневозможи престанок на нашите мандати. Да подсетиме, опозицијата јасно стави до знаење дека нема намера да ги легитимира нерегуларните парламентарни избори. Пратениците од опозицијата лично поднесоа писмени оставки, кои собранискиот спикер, според деловникот, беше обврзан да ги констатира на првата наредна седница. Со своите постапки, собранискиот спикер е причинителот на сегашната лакрдија. Со неговото неодговорно однесување им е нанесена штета на избраните пратеници, чиј мандат не може да престане, нанесена е штета на буџетот и најважно од се, погазен е Уставот и владењето на правото. Собранискиот спикер се однесува како Уставот да не важи за него. Ситуацијава во која е вовлечен Трајко Велјановски и владеачкото мнозинство наликува на доцна фаза од човек што пропаднал во жива песок. Колку повеќе мрда, толку повеќе тоне. Една злоупотреба раѓа потреба од нова злоупотреба за да ја покрие претходната. Затоа го повикуваме собранискиот спикер да не си ја оттежнува положбата и да не навлегува во нови злоупотреби. Го повикуваме да го направи она што Уставот му го налага, да ги констатира пратеничките оставки. На тој начин ќе си обезбеди една олеснителна околност кога ќе биде повикан на одговорност за злоупотребите што ги има направено. Благодарам. Во собранието има пракса во која што голем број пратеници поднесоа писмени оставки, почнувајќи од Никола Груевски и други видни челници од ВМРО-ДПМН. И во овој мандат имаше поднесено писмени оставки кои што Трајко Велјановски ги констатираше на првата наредна седница, освен нашите оставки. Зошто треба ние да му ја олеснуваме ситуацијата во која што тој самиот се заплетка во кршење на Уставот и законите и деловникот на собранието. Затоа уште еднаш јавно го повикуваме да не дискриминира во однос на другите пратеници од владеачкото мнозинство и да постапи онака како што постапил со нив. Уште едно прашање за евроизвестувачите, што се овдека дали ќе се видите со нив? Не знам за кои евроизвестувачи зборувате. За Ховит имаше средба се бајле, председателот Заев има соопштение за средбата. Значи, ако ја следите хронологијата на настаните од насилната верификација на нашите мандати, ќе видите дека ние побаравме да не ни бидат верификувани мандатите во собранието. Потоа поднесовме оставки. Председателот на собранието заедно со собранието ни ги верификуваше мандатите, а потоа не ни ги констатира оставките. Не оневозможи повеќе од 6 месеци ние да ги вршиме нашите професии кои што ги вршевме пред да станеме пратеници, пред да ни се верификуваат мандатите. За штетите кои што се направени од буџетот, виновен е Трајко Велјановски. Ние не сме должни како пратеници да ги плаќаме неговите хирови, неговото кршење на Уставот. Има ли други прашања? Ви благодарам.